Ако од утре хипотетички почне да работи системот Safe City, МВР би требало да казнува од 5 до 11.000 возачи дневно, кои направиле сообраќајни прекршоци. Оваа фрапантна бројка е добиена од тестирањето на безбедносните камери низ Скопје и системот за казнување. Главно прекршоците се за брзо возење, поминување на црвено и неправилно паркирање. Од МВР апелираат, бројките се алармантни, а граѓаните мора да ја променат навиката за возење. Во рамки на пробните тестирања на системот, на 31 јули оваа година, констатирани се 9900 санкции за возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што има и возила кои се движат и со повеќе од 200 км на час. На истиот ден констатирани се и 80 прекршоци за минување на црвено светло. Системот предвидува кога на камера ќе се регистрира прекршок, возачот да добие SMS порака за тоа, а казната ќе му стигне на имейл адреса. Откако и официјално овој систем ќе стапи во функција, односно по законските измени, ќе има пробен период кога полицијата нема веднаш да казнува, туку првично ќе предупредува. Во моментов со актуелниот начин на контрола на сообраќајниците, полицијата успева да евидентира по околу 500 казни на ден. Но сообраќајниот хаос не се случува само на улица, и тротоарите се претворени во слепа зона. Секојдневно се кршат правилата од велосипедисти и возрастни и деца на електрични тротинети. Со измените на законот од наредната година, казни ќе има за сите пешаци, велосипедисти, мотоциклисти или возачи на тротинет кои ќе користат електронски уреди како слушалки, мобилен телефон или смарт часовник. Дозволено ќе биде да се носи само една слушалка на уво. Казните за прекршоци се предлага да бидат за пешаците 40 евра, а за возачите 50 евра. Известувањето на граѓаните за сторениот прекршок ќе биде по електронски пат, со доставување на линк за превземање на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог и фотозапис со кој е документиран прекршокот, како и укажување во однос на начинот на доставата и последиците од неотварањето на линкот. Македонија и натаму е на врвот по број на жртви во сообраќајот, со 65 загинати на 1 милион жители, далеку над европскиот просек. Очекувањата се дека по автоматизацијата казнувањето ќе се намали за 90%. Казни затвор за потешките прекршоци нема, зашто се уште не е сменет законот за прекршоци.